Историчари, после Оливер Стоун филмот. Значи во Америка се одржува еден симпозиум на тема Александар. Учествуваат повеќе од 700 историчари. Повеќе од 700. Исти историчари што го прогласија Јуџин Борза за најголем експерт во однос на античката историја. Сите тоа, и тие сега се собраха повод филмот на Оливер Стоун. Так. И почна се да критикува како дека го смета Александар за цивилизацијска личност и не смееш кој ќе му текни, како ќе му текни да ги превртува фактите. По таа смисла одеше дискусијата. И на крај дојде време и му даде збор на стариот Борза. Борза сега е тој што треба да каже како и... авторитетот Борза. Авторитетот Борза. И Борза излегува и се исто ќе го цитирам, пошто тие текстови ги знам на памет. Вели, многу тешко да се направи филм за еден субјект што е легенда. Поготово ако таа легенда е Александар. Ние немаше да му се чудиме на Оливер Стоун. Он не го познава Александар. И сега тие толку зборува за него, факт човек. Но што е највели лошо? И вие историчарите не го познавате Александар. Значи тоа беше бомба, атомска бомба меѓу такво да симпозиум, да им каже дека не го познават Александар. На историчарите. Да, нешто, и им кажува сега примери. Најголемите светски, кажува примери. Сите пишувате, вели, го именувате како Александар Велики. А тоа, вели, треба да го знаете како политичко име. Тоа го воведоа пред 200 години германските историчари, Дройзен и Вилкен. На грците им одговара, зашто грците целта на Грција беше да го збришат името Македонија и македонски. И то така и траеше до пред 15 години. А не го потребувате, вели, историското име Александар Македонски. То многу... И уште, вели, сите вие мислите и пишувате дека целта на покоите на Александар бе да шири грчката култура или така наречениот хеленизам. Така наречениот хеленизам. За Борза не постои хеленизам, што вели дека така наречен. Тоа не е вистина, вика, тој кажува. Значи не вистина тоа, вие што го пишувате. Вие треба да знаете дека се што постигна македонците, не го постигна тоа како грци, и нито како било кој друг народ. Тоа го постигна како македонци. Такви зборови паѓат пред еден симпозиум на светски научници. И уште им кажува дека и историјата на Грција не треба да се беше со историја на македонците. Ово се што тврдат Грци дека тоа е исто историја, една тоа. И Борза прв пат после Николас Хамон дава дефиниција на кој на јазикот. А се тотална збрка во Македонија. Никој тоа не знае да го објасни што е, веле дека не се употребувал тој јазик, друго веле дека не во време на Александар Македонски. Он дава дефиницијата и тврди дека кој на јазикот тоа се базира врз пелазгиско атичкиот дијалект. Пелазгите сега се тврда дека стари македонци, стари слови решиват атичкиот на грчкиот. И изменет, вели, и изменет. И прилагоден на македонски услови од страна на Александар Македонски. Тој јазик е кој на јазик. На тој јазик се зборувало и се пишувало тоа време, не само додека бил жив Александар, туку и векови после него. Тој јазик грците го сметаја како народен јазик, а они си има свој јазик. Археја, што е велја, старогрчки јазик, тоа навистина бил грчки јазик. И тој јазик се учил во гимназиите, широм Европа, да речеме. Старогрчки. Не се знае што... Они се откажа од својот јазик, од старогрчкиот јазик што го веле, тоа што го учеле во европските гимназии. Они се откажа и тој народниот јазик, како што го велат они, го прифатија како грчки национален јазик. И тој постои сега. И тој се е познат во светот како грчки јазик. Тоа не е вистина. И мене ми е многу тешко кога нашите археолози ќе најдат такој напис, за кој ќе зборуваме покосно тука, и одма го кажува дека тој напис е на грчки јазик. Не е на грчки јазик. Тоа е кој на јазик, кој би народниот јазик. Сега, во Америка прва книга што е издадена со наслов Александар Македонски, прва книга, тоа е на Питер Грин. Во Европа преводот
гласи Александър Велики, уште Европа не може да се ослободи от това, от грчкото влияние. Значи од оригинален наслов Александар Македонски, во Европа е преведен на Александар Не Велики. знам дали може камера да го каже, ово. Се гледа кој е оригиналниот. Ово. Па може колегата, ја предпоставам дека Може може. да го прикажете? Ово вреди, зашто во прва книга и то многу позитивно процената во Америка. Еве, тука го пишува. Еве, титул на оригиналот Александар оф Само Македон. еден момент, за да го за фатиме. да се доближи. Зашто е многу важно, ова мора да го регистрираме. Да. Да. Ова е прва ластовичка во американскиот континент. Еве сега покажете. Значи, Еве. Александар оф Македон. Титул на оригиналот. оригиналниот наслов на оваа книга Да. во Америка е Александар Македонски. Македонски. Преведената книга После во тоа- Европа е Александар После Велики. тоа Да. и Николас Хамон, кој беше Так. под страшно влијание на грчките научници. Грчката академија му имаше доделено 6 редовни професори. Покажете само на тоа. Му имаше доделено 6 професори, редовни професори, кои му дава информации. И тој Така. се го пишувал. Зашто друго нешто ќе напишува Хамон, друго нешто ќе напишува грчки научник. Така. Хамон има тежина. Тој Хамон пред смртта умре, пред неколку години, еве и он се јави во Европа со книгата Филип Македонски, и тоа е исто оригинал. Значи почна да се